Бројот на новите случаи на заболени од рак на кожата постојано е во пораст, покажуваат податоците и кај нас и во светот. Раното дијагностицирање е многу значајно. Денес во приказна ќе зборуваме за ракот на кожата. Останете со нас. Бројни се факторите кои што можат да бидат клучен фактор во поглед на ракот на кожата, од генетските предиспозиции до факторот сонце, односно штетното влијание на сонцето. Што се може да се смета како фактор кој што придонесува за развој на ракот на кожата, истражуваме и споделуваме со вас во ова издание на Приказна. Меланомот е најсериозната форма на рак на кожата во однос на морталитетот. Меланомот може да се развие каде било на кожата. Најчеста локализација кај мажите е на трупот, а кај жените на нозете и трупот. Во Борка веќе долги години наназад, месец мај ни е посветен за борба против ракот на кожа, меланом. Меланомот е една од најсериозните форми на рак на кожа. Според морталитетот и дури 30 до 50 од случаите се развива на веќе постоечки невоси, попознати кај народот како бемки. За жал, свесноста на овој вид на рак е се уште на многу ниско ниво, бидејќи скоро 50% од случаите се откриваат многу доцна. Затоа превенцијата, подигнувањето на јавната свест, едукацијата, навремената дијагностика се од исклучително значење за спасување на човечките животи, а раната дијагноза е од круцијално значење. Една од најважните причини за меланом е изложеноста на ултравиолетовите зраци на сонцето, особено изгорениците од сонце. Постои силна поврзаност меѓу епизодите на изгореници од сонце здобиени во детството и подоцнежниот развој на меланом. Оштетувањето на генетскиот материјал здобиен од изгореници од сонцето е неповратен процес. Како последица, овие кумулативни оштетувања имаат тенденција да се претворат во карцином на кожата декади подоцна. Современите научни информации ги потврдуваат штетните ефекти од прекумерната експозиција на ултравиолетови зраци, а Светската здравствена организација ја потврдила ултравиолетовата радијација како карциноген фактор за појавата на кожните карциноми. Покрај намалувањето на озонската обвивка, однесувањето на луѓето во поглед на изложеноста на сонце, се смета за една од главните причини за пораст на стапката на рак на кожата во последните децении. Зголемувањето на популарноста на активностите на отворено и сончањето доведуваат до прекумерна изложеност на УВ зрачење. Многу луѓе сметаат дека сончањето е пријатно социјално поминување на времето и за жал дури и гледаат на потемниот тен како символ на привлечност и добро здравје. Сепак, потемнувањето е само знак на оштетување на кожата од УВ зраци и представува обид на кожата да ја намали понатамошната штета. Секоја индивидуа треба визуелно да ја наблюдува сопствената кожа на сите делови на телото со помош на големо и мало огледало во добро осветлена просторија. Предупредувачките знаци за рак на кожа се секое менување на големината, бојата и формата на претходно постоечка промена на кожата во ниво, надниво или подниво на кожата. Односно, ако е промената рапава или лушпеста на допир, личи на раничка која не зараснува, има бисерен изглед или крвари. Ризикот за развој на меланом е повисок кај лица со светла кожа и пеги, како и кај лица со многу бемки. И лицата кои имале изгореници од сонце, особено во детството и адолесценцијата, лицата кај кои друг член во семејството имал меланом, се во групата ризични. Меланомот може да се појави на која било возраст. Факт е дека секој човек може да добие карцином на кожа, но сепак зголемен ризик за појава на рак на кожа постои кај лица со семејна историја за меланом и други карциноми на кожа, со лична историја за меланом и други карциноми на кожа, со фототип на кожа кој се однесува на светла кожа и коса, со изгореници во минатото, со професија или хоби на отворено подолг временски период, намерно експонирање на интензивно сонце во краток временски период за време на викенди или годишни одмори, лица кои често посетуваат солариуми, возрастни над 50 годишна возраст, лица со голем број бемки или дамки на кожата
и лица со намален имунитет после трансплантација на органи или хемотерапија. Изложеноста на UV-зраците може да се намали со комбинирање на две стратегии. Избегнување на изложување на сонце во периодот кога сонцето е наеко, односно во период од 11 до 16 часот. Покривање на телото како заштита од штетните UV-зраци на сонцето, особено кога сонцето е наеко. Заштитата од сонце не е неопходна само на плажа или покрај базен, туку во текот на секоја активност на отворено. Целосна заштита од штетните UV-зраци на сонцето во вистинска смисла на зборот се уште не постои. Двата главни вида на UV-зрачење на кои сме изложени навлегуваат во кожата во различни длабочини и не се филтрираат целосно со лосионите за сончање кои во моментот се произведуваат. Кумулативниот ефект од овие нефилтрирани зраци се уште може да доведе до рак на кожата и предвремено старење на кожата. Затоа примената на лосиони за сончање треба да се комбинира со заштитна облека. И да не заборавиме, лосионот за сончање не значи дека треба да се печеме под сончевите зраци до недоглед. Митко Јордановски е тренер по пливање. Тој ни ја раскажува неговата лична приказна во справувањето со ракот на кожата. Митко пред неколку години бил пливач, репрезентативец на Македонија. Значи вака пред 6 години, случајно на пресоблакање, мајка ми од позади ми примети на грбот дека бемката беше изменета и малце разлигавена. Отидов на пластика и ми рекоа дека одма треба да се извади. Ја направивме операцијата, траеше околу половина час кај докторка Маргарита Пенева. Правевме биопсија тогаш, но биопсијата покажа дека бемката е бенигна, дека не е малигна и продолжив ја понатака со животот да си тече како и нормално. За после тоа, после 3 години, интересна една приказна, случајно бев на гости кај мојата баба и она ме примети и на 2-3 пати кажа на мојата мајка да одам да се прегледам, дека нешто не е во ред со мене. Мојата мајка еднашка, 2 пати не ја послуша, третиот пат отиде ми закажа од кај матичната докторка упат за да одам да направам ехо под мишки. Отидов, ми направија ехо, тоа беше мислам дека 25 така декември пред нова година. За одма потоа да ми кажа да одам на пластика каде што ме оперирала докторка Марга да ме прегледа дополнително. Докторката ме прегледа и ми рече дека треба да правим одма хитно операција по двете мишки на лимфните јазли. Операцијата ми ја закажа одма после нова година на 2 јануари. Траеше околу 8 часа. Во државна болница ја правевме. Исто докторка Маргарита Пенева ми ја правеше. Добро закрепнав, правев биопсија и од двете страни ми извадија по една малигна клетка. После таа операцијата закрепнав, исто ме примија доктор Игор Стојковски ме прими на онкологија. Голема благодарност до него и до докторот Нино Васев. Ме примија на онкологија, за каде што ми рекоа да продолжам понатака, дека потоа правев првиот PET скен го правев, одма после таа операција, за да ми кажа дека све е во ред, дека немам више ништо. Но после таа операција, после 5 месеци, почнаа проблеми да имам потешкоти во стомакот, ослабев неколку кила, повраќав цело време и од почетокот мислеа дека имам проблеми со желудникот. Тоа испитување траеше околу 1 месец, да не претерам, за на крај да ме прими докторот Караджов на абдомен и да констатира дека имам преплет на тенкото црево. Исто правев операција кај доктор Караджов, заедно со доктор Джамбас, исто и поздравам нив. Исто операцијата траеше околу 8 часа. Од таа операција исто ми извадија туморот, фактички туморот го правел преплетот на тенкото црево. Закрепнав исто, за после тоа да отидам на консултации во Виена кај доктор Зелински и од таму да се вратам, да констатира со докторот Нино Васев дека треба да примам терапија Котелек плюс Зелборав, таа имунотерапија, која што на почетокот имав мали проблеми, не беше на позитивната листа тука, таа е доста скапа, околу 12.000 евра месечно. Терапијата, мислам дека чини. Во тоа време исто се запознав со Бива додела и нејзиното здружение Борка. Голема благодарност за нив и ги поздравам. Почнав да примам терапијата, значи од тогаш сега само што се вратив со добри вести, правев PET скен.
и немам ништо, све е оред, значи помина околу 4 години од таа трета операција. Семејството му ја дало силата која му била потребна во најтешките мигови. Неговиот војко е човекот чија поддршка му била најважна. Првиот пат кога дознав, кога отидов кај доктор Маргарита Пенева, не отидов само, отидов со војко ми, пошто кога ми открија одма под мишките на ехо дека нешто не е во ред, прво што ми текне му сеам на мојот војко, да го поздравам него многу, пошто сум повеќе приврзан со него и он доста многу ми помогна од целиот овој процес и борба. Отидов со него кај доктор Маргарита Пенева и ми беше чудно, да, во прв момент како на филм ми изгледаше, значи ми стоеше вака докторката и да ми соопшти дека треба да правиме хитна операција и дека имам рак на кожа, дека е меланом. Беше чудно, малце ми беше на почетокот, не ни го сватив толку сериозно, меѓутоа го сватив после понатака доста многу работи и промени во животот ме смени како човек првенствено. Малце поодговорно ги сватив некои работи. Треба да биде човек јак пред се во мозокот, да мисли на позитивни работи. Кога ќе ви се случи ваква работа, понатака треба да почнете да гледате првенствено за себе, па понатака за сите други. Значи првенствено за себе, позитивно да се размислува, да ги правите работите што ги сакате во животот. Митко е инспирација. Во својата животна приказна бележи ново поглавје. Тој е тренер по пливање и оваа работа целосно го исполнува. Почнав да работам како тренер пред 2 години и пред известно време си отворив мој клуб пред пола година. Тоа ми е многу убаво, ми исполнува и искрено единствената работа што ми исполнува кога си одам дома среќен и радосен. Децата што ги гледам насмејани и радосни, тоа ми носат цело време подароци, цртежи, среќни се и така. На крај да ја послушаме неговата порака. Бидете позитивни, правете ги работите кои ги сакате. Внимавајте при изложувањето на сонцето. Митко, ти си нашиот инспиративен херој. Кои се симптомите на оваа болест? Како да се препознае? Класични симптоми нема, пошто пациентот би познал дека има веќе развиен меланом, малигни меланом на кожата. Во закаснетите фази може да се јави крварење од промената, чешање, понекогаш и ради воспалението болка. Меѓутоа, и главниот проблем е тоа што овие промени се асимптоматски. И едино рано откривање, едини начин за да може да се рано откријат е скрининзите. Ние зборевме и предходно, авернесот за меланомот, свесноста, кај нас во последните 10 години е доста подигната. Мултидисциплинарен мора да е пристапот кон оваа болест. Тука се уклучени прво во диагностиката колегите дерматолози, ние како хирурзи кои што учествуваме во лечењето, онколози во подоцното лечење, патолози исто така. И заради се во ова, сепак во денешно време во нашава држава доаѓа до рано откривање на овие болести. Анализите кои што ги разгледав укажува дека бројката на светско ниво и кај нас покажува раст, особено кај нас дека често се јавува пациентот со во задоцната фаза. И тоа е точно. Во задоцната фаза обично сега од практични разлози, кога се наоѓа на некој дел од човечкото тело каде што е недостапен, каде што не може секојдневно да го гледа, поготово на грбот, задникот, задниот дел на нозете и поради тоа кај оние ризични групи, условно ризични групи, да кажеме, луѓе со посветла боја на кожа, луѓе кои што имаат дермални невуси од раѓање и кои што имаат повеќе концентрација на пигментот на одредени места на кожата, треба да се прават тие скрининзи почесто. Инциденцата е зголемена секако ради сончевото влијание, барем тоа се теориите, затоа што знаеме со глобалното загревање и сончевите зраци имаат многу по-штетно дејство него што било порано на човечката кожа како прва бариера од сите видови зрачења. Меѓутоа, сепак
кај нас луѓето и доаѓаат закаснето, во закаснети фази со веќе развиена болест и проширена болест, не само локално на кожата. Гледаме да понатаму работиме на тоа, за да ја зголемиме свесноста и почесто да се оди барем кај колегите дерматолози со дермоскопски прегледи да се прават тие скрининзи и на време да се открие развитокот на оваа болест. Го споменавме сонцето. Често пати се мисли дека сонцето има штетно влијание, тоест УВ-зраците имаат штетно влијание само во летниот период, но не е така. Секако не е така. Сите одиме на скијање, зимски спортови, одблесокот од белата површина на снегот го има скоро истиот ефект као и во летно време што е зрачењето на сонцето. Како доаѓаат годините, гледаме дека со промената на климатските услови имаме све повеќе сончеви денови и во есенските и зимските денови, така да не може да се ограничи делувањето на сонцето само во летниот период. Секако се препорачува заштита, се препорачува помалку сончење и уште една главна причина што ние им советуваме и на пациентите, и на потенцијалните пациенти, а и на граѓанството е дека да се исфрлат оние навики да се оди постојано на солариуми пред летото, затоа што тука зрачењето е некаде 10 пати посилно во однос на тоа што го има сонцето во летниот период. Сакате да кажете дека солариумот е исто штетен колку што... Исто комплетно штетен колку што е и сончевото зрачење, ако не и повеќе. Некои статистики велат дека во одредени земји мажи повеќе ги напаѓа ракот на кожата, во некои земји во Европа, например, жените. Статистиките се различни, но се смета дека жените повеќе водат грижа за кожата и за тоа на некој начин се помалку ризична група. Има вистина и во тоа, меѓутоа претходно што ги спомнав солариумите, па женската клиентела е главна во солариумите. Така да во однос на заштитата, во однос на облеката, секако позаштитена е женската популација, во однос на машката популација. Се практично, едноставно кажано, нели, физички работи кога се работат во поле, физички работи кога се работат па и во градовите во летните услови, кожата е постојано излочена на сончеви зрачења. Кај нас, кога би се погледнала инциденцата на меланомот, многу е поголема зачестеноста во јужните краеви и поготово кај оние луѓе што се занимаваат со земјоделство, пошто поголем дел од денот се изложени се надвор во полињата и се изложени на тоа сончево зрачење. И не само на меланомот, него и на други кожни карциноми и болести кои што се секако предизвикани од штетното сончево зрачење. Каква е ситуацијата кај децата? Дали ракот на кожата може да се јави и кај најмалите? Во однос на децата, најчесто причина знае да се јави, сигурно сме имале ние и многу мали пациенти од 7 години па нагоре. Главната причина е иритација во главном. Исто така предилекционите места каде што постојано, нели, кај малите деца се става облека, се ставаат пелени и така натаму. Главно е, сакам да кажам, иритацијата и нанесување на разни хемиски средства, самолекување и така натаму. Така да заборив да напоменам дека еден од ризик факторите на промена на невусните промени, односно на пигментните промени кај луѓето е и пубертетот. Секако и бременоста, меѓутоа и за време на пубертетот, многу е битно да се прават скрининзи кај младата популација во тој период, пошто знаат невусните промени да се менуваат во тој период. За да не ги сплашиме сега сите, една мала препорака која што позитивно ќе делува, како да се заштитиме навремено, односно дали тоа значи дека треба да се прават редовни прегледи?
сепак, кој што рековме, постојат некои условно ризични групи. Кај тие групи треба почесто да се прават тие скрининзи, да ги посетуваат матичните дерматолози, да се прават дермоскопии. Секако препораката е што помалку сончање, не изложување на сонце, независно колку и да се сака сонцето и да изгледа убаво во летно време, треба да е заштитен човек од сонцето. Никако иритација на тие промени, односно само повредување, сочешање и така натаму. И доколку се осети промена, некоја било каква или се увиди, самиот пациент увиди, веднаш да се отиде на лекар, да се направи диагностика на таа промена и да се види дали треба да се интервенира или не. Колку пандемијата е опасност на некој начин за луѓето кои што имаат предиспозиции за рак на кожата? Со пандемијата во однос на сите болести, нели, и ние тоа апелираме дека не е само ковидот болест кој што треба да се лечи, пошто луѓето имаат уште милион други болести. Секако и овие пациенти се загрозени, секако скрининзите се загрозени ради ризичноста од контакт и сите оние неакутни, неитни состојби се враќаат назад. Голем проблем е тоа во моментов, во сите општества, не само во нашето. Секако пациентите треба да водат грижа и сами за себе и доколку имаат некоја ургентна состојба, доколку имаат некоја промена, независно од тоа што се случува актуелно, иако и моите колеги се помалку достапни во моментов, сметам дека треба да најдат начин да дојдат до некој колега или до некој од нас, за да се реши нивната состојба. Директната изложеност на сончевите зраци се смета за еден од факторите кои што придонесуваат за рак на кожата. Еве што друго откриваме во ова издание на Приказна. Во Европа жените заболуваат од меланом почесто од мажите, додека во САД и мажите и жените заболуваат подеднакво. Бројни студии покажуваат дека жените заболени од меланом имаат подобра стапка на преживување од мажите. Причина за тоа најверојатно е фактот дека жените посветуваат поголемо внимание на својот изглед, порано ги забележуваат промените на кожата и порано се јавуваат на лекар. Од податоците се гледа дека меланомот е почест кај мажите, односно мажите почесто заболуваат и умираат од меланом. Ризикот од меланом се зголемува со возраста, односно болеста најчесто се јавува кај лица на возраст над 50 години. Сепак, во последните години не е поштедена и популацијата под 50 години. Од новите случаи на канцер, малигните меланоми се присутни со 5% од малигнитетите кај мажите и 4% кај жените, и воедно представуваат 6 најчест канцер кај мажите и 7 најчест канцер кај жените. Малигниот меланом е причина за 1,5% од вкупниот број на смртни случаи предизвикани од канцер. Инциденцата на кожниот малиген меланом е во константен пораст, најверојатно поради се поголемото изложување на сонце. Во моментов, ризикот за појава на оваа болест е 13 случаи на 100.000 население. Ги погодува сите возрастни групи, но најчесто се среќава кај пациентите меѓу 30 и 60 годишна возраст. Ракот на кожа е еден од најчестите типови на рак. Годишно кај повеќе од 232.000 лица се дијагностицира оваа болест. Во Република Северна Македонија во 2019 година вкупниот број на новозаболени од меланом е 108 со стапка на инциденца од 5,2 на 100.000 население, додека бројот на новозаболени мажи изнесува 66 со стапка на инциденца од 6,3 на 100.000 мажи, а бројот на новозаболени жени изнесува 42 со стапка на инциденца од 4,1 на 100.000 жени. Во истата година од меланом умреле 57 лица со стапка на морталитет од 2,8 на 100.000 население.
од кои 30 се мажи, а 27 се жени. И кај нас, но и во светски рамки бројот на заболени од меланом е зголемен, пред се поради оштетувањата на озонската обвивка и директното влијание на сончевите зраци. Нашата заложба во Горка е да помогнеме да се спасат што повеќе човечки животи и да ја напредиме борбата против меланомот во Македонија, бидејќи оваа борба е наша, заедничка. Клуч за поволен исход е раното откривање и навремен хируршки третман на меланомот. Периодичниот автопреглед на кожата задолжително бара медицинска помош, кога има сомневање, и тоа треба да стане стандардна пракса, доколку сакаме да се задржи стапката на смртност од меланом на најниско можно ниво. Да се има состојба на нарушено ментално здравје, додека пациентот се соочува со дијагноза на малигно заболување, може да ги влоши резултатите, а од друга страна третманот на ментално здравје може да ја подобри стапката на преживување на оваа дијагноза. Многу професионалци го поставиле прашањето дали третманот на ментално здравје може да го промени текот на малигната болест и има добра причина да се верува дека може. Оние кои што го третираат овој сегмент честопати гледаат подобрување на нивната целокупна здравствена состојба и имаат подобар квалитет на живот. Самиот збор малигно заболување предизвикува низа негативни емоции. Значителен број на пациенти имаат високо ниво на вознемиреност по дознавање на самата дијагноза и доколку психолошките проблеми се игнорираат и не се прифатат, квалитетот на живот на пациентите како и членовите на семејството може да биде значително намален. Емоционалните реакции и психолошките проблеми како одговор на дијагнозата и третманот може да бидат различни и да доведат до потешкоти при справување со промените кои што се настануваат во телото, проблемите со сексуалноста и интимноста, емоционалната нестабилност, несигурноста, чувството на напуштање, стигмата, проблеми со социјалните контакти и многу други. Токму овие одговори може да се појават во сите фази на болеста и често траат и по завршување на третманот. Вообичаени реакции како резултат на сето ова може да има повеќе и тоа во прв момент се јавува стравот, затоа што дијагнозата често ја плаши личноста. Потоа обвинувањето за настанување на болеста, односно само обвинувањето. Во смисла да јадев поздраво, ова не може да се случи ако вежбав повеќе или да бев помалку изложен под стрес и така натаму. Гневот често се крие исто во позадина на прашањето зошто баш мене да ми се случи оваа состојба. Да се чувствува лутина е многу природен одговор и природен процес и не треба да се обвинуваме доколку не обземат лути мисли. Важно од сето ова е да се запомене дека нема лоша или вистинска реакција и дека секој од чувствата е сосема природно и во ред да се доживее. Фактот дека дијагнозата на малигно заболување влијае на перцепцијата и го менува животот не значи дека треба да се откажеме од секојдневните практики и секако истите ќе ни помогнат во надминување на потешкотиите. И тоа во одржување на добра рутина на спиење, затоа што уморот пак може да влијае на концентрацијата и да го намали нивото на стрес. Потоа практикување техники на релаксација. Истите може да помогнат во зајакнување на расположението, да се олесни депресијата, анксиозноста, исто така помага во справување со болката и многу други придобивки. Од голема важност се и техниките за дишење, кои доколку се извлече максимумот, односно доколку се практикуваат секојдневно, исто така може да дадат многу добри резултати. Потоа грижата за физичкото здравје пропорционално влијае и на менталното. Иако знаеме дека не секогаш е лесно да се практикува физичка активност, поготово поради несаканите ефекти од самите третмани, важно е да се превземат мали чекори на движење и стегнување, кои што пак подоцна ќе преминат во редовна физичка активност и ќе резултираат со зајакнување на целокупното здравје.
Потоа здравиот начин на исхрана, кој што е при тоа и богата со потребните нутриенти, помага во справувањето. Справувањето со несаканите ефекти од третманот и побрзо зајакнување. Иако третманите може да влијаат на намалување на апетитот, сето тоа може да се надомести подоцна кога ќе се чувствува малце подобро. И секако споделување за тоа како се чувствуваме со некој близок од нашата околина може значително да го подобри нашето расположение, да ја намали внатрешната тежина која што чувствуваме и да помогне да ги видиме работите од една друга перспектива. Поддршката од семејството и кругот на најблиските може да биде дадена како емоционална поддршка, која што вклучува израз на емпатија, грижа и внимание кон болниот. Ова нему му помага да се чувствува удобно, заштитено и да верува дека ја добива потребната терапија и медицинска нега, дека припаѓа некаде и дека е сакан и потребен. Емоционалната поддршка особено е важна и за членовите на семејството, кои честопати може многу бурно да реагираат на болеста на својот близок. Да се диагностицира една ваква состојба е промена како за животот на пациентите, така и за неговото семејство. Улогата на семејството во давање поддршка се одвива во насока на зголемување на самодовербата и самоефикасноста на болниот, првенствено преку упатување на позитивни пораки. Например, не грижи се, ние сме со тебе, се ќе биде добро и така натаму. Многу други вакви фрази кои што во својата позадина упатуваат позитивни пораки. Потоа охрабрувачки зборови во смисла знаеме дека ти можеш да се справиш со ова, ти можеш да го надминеш овој проблем, заедно сме во оваа состојба и заедно ќе се справиме со оваа ситуација. Или нагласување или согласување со идеите на болниот. Кога е во прашање здравјето, сите треба да покажеме сериозна одговорност. Токму и затоа информациите кои што ги пласираат одредени медиуми поврзани со нашето здравје треба да ги примаме со резерва. Ваквите информации треба најдобро да ги добиваме од лицата кои што се надлежни и одговорни за нив. Во ова издание на Приказна ги откриваме најчистите невистини кои што се однесуваат на информациите поврзани со ракот на кожата. Мит, за да добијам витамин Д треба да се сончам. Факт, не треба да се печете на сонце за да го добиете витаминот Д кој е потребен за да бидете здрави. Оваа есенцијална хранлива материја ја добивате и со нормално дневно изложување на сончевата светлина, но и од храна. Витаминот Д е многу важен. Многумина сметаат дека ќе го имаме единствено доколку се изложуваат на сонце, подолго во текот на денот. За среќа ова не е така. Витаминот Д може да го добиеме и од нашата исхрана, а едновремено ќе ги избегнеме зголемените ризици од рак на кожата кои се јавуваат како резултат на прекумерното изложување на сонце. Мит, од рак на кожата заболуваат само повозрасни. Факт, превенцијата се брои на било која возраст. Меланомот е најчеста форма на карцином кај млади возрастни лица на возраст од 25 до 29 години и втора најчеста форма на карцином кај луѓе од 15 до 29 години. Колку порано се изложувате на сонце, предолго, толку поголем е ризикот да добиете рак на кожата подоцна во животот. Ова особено е точно ако имате изгореници. Кога станува збор за ракот на кожата, најголемиот фактор се чини дека изложеноста на UV-зраците во текот на вашиот живот, вклучувајќи ги и детството и младоста. Мит, не треба да користите крема за сончење во зима или кога е облачно. Факт, кожата треба да се заштити од UV зрачење секогаш. Штетните UV зраци се присутни во текот на целата година и може да стигнат до вашата кожа и да предизвикаат штета дури и преку облаците. Меланомот потекнува од меланоцитите клетки кои го создаваат меланинот, пигмент кој ја дава бојата на кожата, косата и очите. Во кожата, меланоцитите се сместени помеѓу базалните клетки на базалната мембрана, произведувајќи го заштитниот меланин. Најчесто, по боја меланомите се капени или црни, но понекогаш може да бидат со боја на кожата, црвена, розевкаста, сина или бела. Во последните 3 години има повеќе иновации во третманот на рак на кожа, отколку во изминатите 30 години. Ако се диагностицира рано, пациентите имаат голема шанса да ја победат болеста. Пред да излезете на сонце, запаметете, 90% од случаите на рак на кожа можеле да се спречат.
Седете под сенка, особено во тек на попладневните часови. Користете крема за сончење со фактор 15 или повисок кој ве заштитува од УФА и УВБ зраците. Носете облека која ги покрива вашите раце, нозе и капа за заштита од сонце. Се надевам дека сите овие информации и приказни кои што ги споделивме во овој издание на Приказна ќе бидат корисни во насока на ваше правилно едуцирање, информирање и подигнување на свесноста за ракот на кожата. Бидете внимателни, вашето здравје е ваша грижа. Довидување.